Талески, за вас едно поинакво прашање, што вели предпоставениот дневен ред, до кога овој процес би можел да заврши во парламентот, кога Грција би можела да го ратификува договорот и пристапниот протокол за НАТО? Значи, првото не можам јас најпрецизно да го одговорам, бидејќи сега работите се селат во Собранието на Република Македонија. Пратениците во зависност од нивните дискусии, председателот на Собранието, бидејќи ќе води пленарната и комисиските расправи, ќе го кажат тоа, но она што се предпоставените рокови и очекувањата се дека ние би можеле сето ова да го затвориме од наша страна некаде до средина на јануари, можеби втора половина на јануариот, имаме доста таму флексибилни рокови. После тоа што ќе се случува, ќе го завршиме нашиот процес на пристапување кон НАТО, односно ќе биде подпишан протоколот за членство помеѓу Република Северна Македонија и НАТО, и после тоа ќе генералниот секретар на НАТО ги известува земјите членки на алијансата дека можат да пристапат кон ратификација на спогодбата, односно се извинувам, на протоколот за членство. Грција по тој момент треба да ги ратификува двата документи. Имате разбирање дека ниста седница ќе одат тие две работи? Тоа е, да, имаме разбирање, исто е и во нивен интерес, дел е од договорот, има и таму гаранции, и сега ако сакаат да има имплементација, мислам, имплементацијата на уставните амандмани кај нас директно зависи од тоа, од двојната ратификација, односно грците да ја ратификуваат спогодбата. Закон. Да, тоа ќе опишува во одлуката за донесување на уставните амандмани, дека треба да биде, тоа беше едно барање од 8 пратеници од ВМРО-ДПМН и новата пратеничка група на ВМРО-ДПМН, дека е врзано со ратификацијата на спогодбата од страна на Грција и протоколот за членство во НАТО. Откако грците ќе го ратификуваат, почнува процесот, ние веќе си го земаме заслуженото столче во НАТО, имаме место на масата, стануваме дел од алијансата, но додека не заврши целиот процес на ратификација од страна на сите земји членки, единствено што немаме право на глас. Ама седиме таму на масата, консултирани сме да се почнуваме функционално да се интегрираме во тоа голема воено-безбедносен и политички сојуз, и кога ќе заврши финално последната ратификација, што би требало да биде некаде во 2020 година, обично е тоа по година, година и пол, стануваме полноправна членка на НАТО алијансата.